Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви. Ама тој пусти Мастикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симончевци. Воските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени траја и тога пропадна за мајкот на. Денешната емисија е посветена на Охридското семејство Бајрам. Станува збор за 4 генерации музичари и музички педагози. Со музика започнал Демирали на лаута, па продолжил виолинистот Адем Бајрам, познат член на Охридскиот ансамбл Билјана, а денес по неговите стапки чекорат синот Мухамед и внукот Арбен. Звукот на виолината се разлива во домот на семејството Бајрам. Музиката е составен дел од животот на ова охридско семејство. На овој инструмент свира таткото Мухамед Бајрам и неговите синови Арбен и Омер. Продолжиле постапките на таткото и дедото Адем Бајрам Левакот, познат виолинист од ансамблот Билјана. Ова семејство е потврда дека дарбата за музика се наследува. Музикални се сите членови на семејството Бајрам. По Втората светска војна со музика започнал да се занимава Демирали, дедото на Мухамед, кој свирал на лаута. Мухамед не се сеќава на дедо му, се родил една година по неговата смрт во 1966 година, но во спомен на дедо си ја чува неговата лаута стара 100 години. Раскажува за дедото Демирали дека во прво време свирал на различни веселби само со двајцата синови, Шабан и Муса, дури подоцна дозволил да им се приклучи најмалиот син Адем. Дедо ми свирал и се разбира со неговите синови, со постариот син Шабан, тој свирал виолина исто. И уште другиот Стрико, исто е покоен, се разбира, Муса свиреше на дајре, тој беше дајреџија, го знаете, Муса Лулата, така го викае. Сега, значи, пошто тие беа браќата постари од него, дедо ми исто свирал и свадби, и крстевки, и се живо во тоа време. Ги слушал кај што свират браќата, значи, и татко му. Тука се јавува љубовта кај татко ми. Професор Мухамед Бајрам ја продолжува семејната приказна за тоа како неговиот татко Адем, познат како Левакот, се приклучил на семејниот оркестар и подоцна станал виртуоз на виолина. Немал од благослов кој побарал од татко му, од неговиот татко кој побарал благослов да свири, и тој виолина сакал да свири како брат му, не добил благослов, му рекол, веќе брат ти свири, овај другиот тропат, но дајре, шо ќе свириш и ти виолина, ево јас свирам на лаута, ти шо има да свириш виолина? И ама кај татко ми се јавил голема, не знам зашо, голема желба и тој да свири, значи и тој да биде како дел од тоа семејство. И тој како триот вежбал кришум. Вежбал кришум и чекал, значи, татко му дојде негде чаршија, за тој да влези во некоја соба, да вежба. И вежбал секој ден. Толку убаво се изнавежбал, значи можел да отсвири од ора, од песни, сите песни ора што ги свирале браќа му или татко му, тој се знаел. Значи се. И еден ден доаѓа дедо ми, значи, и го слуша и вели, кој свири вака, вели, виолина, и го фаќа татко ми со виолината, жив кај што свири, и му вели, абе, му рекол, ти што си направи? Јас ти рекол, да не свириш, ти свириш веќе како голем, како спремен. И тој му рекол, вака, пошто свириш одлично, колку што јас гледам, и ти ќе свириш, му рекол, со нас.
Бајрам бил перфектен музичар, иако бил самоук. Имал совршен слух и добар учител за музика, открива Мухамед. Татко имаше слух за тоа време нешто, а што беше посветен на музиката, а што беше толку што многу ја сакаше, што развиваше покажуваше една голема љубов. Тој со тоа што имаше слух, го доби сето она. Тој слух од него го направи комплетен виолинист. Значи го направи она што треба да биде. Виолинист. Ние денеска велиме виолинист со интонација, со одлична интонација, перфектна интонација имаше. И сето тоа се имаше ритам во него, интонација. Техниката негова ја надокнадуваше со тоа што вежбаше и со таа љубов кон музиката. И веднаш од него веќе тој автоматски се претвори во уметник. Имаше многу благ прст и благо влечење на гудалото. Значи за тоа да го постигнете во тоа време без школа, без ништо, стварно пак ќе речам, беше посветен целиот на музиката. Господ му дал, скоро можам да речам, дарба за еден комплетен виолинист. Да имаше можност, сигурно ќе имаше докторат за виолина. Сега, што се случи со него? Кога почна да свири активно, првото што се случи беше неговите што да свириш свадба не е толку тешко на виолина. Меѓутоа, да свириш со музичари вистински, тоа е веќе предизвик. Кај татко ми имаше една интересна случка кога се татко ми појави во Гердан. Јас мислам дека татко ми тука многу научи. Во Гердан тогаш беше Номче Гаврил и раководител, и ментор, и директор. Од Номче Гаврил татко ми, мислам дека како Номче Гаврил сепак беше педагог и беше музички наобразован, татко ми научи тогаш што е тоа хармонија, каде оди хармонијата, многу научи од Номче Гаврил. Тој се надогради музички со Номче Гаврил, многу сакаше да свири со него. Тогаш во тоа време Номче Гаврил свирише и хармоника, така да татко ми многу научи од него. Мухамед раскажува и за сличностите на свирењето помеѓу Садиловци и семејството Бајрам. И Садило и Адем свиреле на виолина со лева рака. Во тоа време и Садиловци свиреа така со две виолини, многу го се сеќавате, значи и тие свиреа Киме Садило и тие свиреа две виолини. Сега и значи и овие двајца свиреа две виолини, значи и стрико ми Шабан и татко ми Адем свиреа две виолини. И тука е сега ова многу важно да го кажам. Значи кога свиреа две виолини, тие песни и тие ора се свиреа на октава. Сега как ќе го објаснам тоа? Значи, ако едниот свири долу, сега овој другиот свири горе, на горна октава. На горна октава. На горна октава на виолина е многу тешко да се свири, треба да си перфектен учен или да има школа, нешто. Јас не знам како успеал татко ми во тоа време да ја свири таа втората виолина горе. Се сеќавам на едно старо оро, јас баш го снимив со мојата група кога свире во Цар Самуил. Не знам како успеа. Течно свирише татко ми во оние високи позиции кои јас ги знам со лесноти, меѓутоа лесно ми е мене со школа. Сега татко ми тоа го свиреше како самоук и си правеше некој свој прстомет и звучеше прекрасно, благо, убаво и се на место. Ке речеш, па добро, и ово исто свири така. И ден денеска ми е тоа вака интересно. И него кога го прашав, ми го потврди и ми го кажа, рече, едната виолина долу, другата горе. Молам, а таа горе како ја свиривте вие? Рече, ништо, ке си направиш прстомет, рече, свој и ке си свириш. Едно од таквите ора снимив и баш сега ќе ви отсвирам
да го видите то како то звучи. Еве ја таа долна октава првин ќе свирам. Значи, мене ми е многу лесно ова да го свирам. Ама како го свирил ова татко ми или тогашните свирачи, како Садило, како татко ми, алалда ме. Значи, тоа е голем успех и голема интелигенција. За прстенето треба не само слух, дури треба интелигенција, она сето да се намести. Само можеш горе да што? Да се сплеткаш со тоновите горе, вирнината е многу тешка да се свири од петта позиција па нагоре. Тоа е веќе. Тоа треба многу да се вежба. Тоа се вежба со сати. Не може да се наместат прстите во интонација и затоа. Професорот по виолина Мухамед Бајрам денес ја чува татковата виолина по неговата смрт во 2005 година. Во сеќавањата се навраќа на срекните минати времиња кога татко му бил дел од првата постава на ансамблот Билјана. После, значи, откако татко ми го напушта Гердан, после отида свири со Кузман Поп Стефанија и тие прв пат се споја во тоа беше хотел Славија, мислам дека се викаше тоа во Трета Горица негде е така. Не знам дали постои уште објектот, да не наблегувам во тоа. Во Славија прв пат се споја со Кузман Поп Стефанија и почна да свират тамо. Тоа беше првиот онај легендарен, ќе го наречам, настап, зашто таму се споја ова шесторка, ќе ја наречам. Таму, значи, се направи таа легендарна шесторка на Билјана. Тоа беше Кузман Поп Стефанија, татко ми Адем Бајрам, Душко Мареновски од Битола, кларнет, Ташко Георгиевски, ние го знаеме како Шуле, така, и Никола на гитара, и да не го заборам, Томчо Лукан беше на бубњеви, така. Тој спој на тие 6 души беше многу продуктивен и интересно е тоа што тој склоп на луѓе даде 6 лонгплејки и 3 мали плочи, синглици, во кои се снимени вкупно 66 композиции или 66 песни, како сакате. Нешто од тоа вака се 30 ора и имаме 3 влашки песни во тоа, а вкупно се композиции 66. Тоа не е малку. Тоа се песни од Охридско-Струшкиот крај и кои останаа за генерации. Значи, стварно направија луѓето нешто што ќе остане во таа ризница на македонската музика. Продолжуваме со животната приказна на Мухамед Бајрам, кој чекори по стапките на татко му. Тој завршил основно музичко училиште во Охрид, кај музичките педагози Радмила Поповска и Македонка Котлар. Средно музичко училиште завршува во Скопје, а факултет во Сараево. Раскажува како тој добил благослов од неговиот татко кога одлучил да се запише на музичко училиште. Татко ми беше многу сериозен човек, многу амбициозен. И јас кога реков дека сакам на музичко, ми рече, добро. Ама ќе видиме, рече, дали ќе вежбаш и дали ќе си она што треба. И почнав јас да одам на музичко и почнав да вежбам. Сега имав мака од тој негов преизострен слух. На виолина можете да отсвирите тон да биде повисоко или пониско или да биде негде измеѓу
И то нему му звучеше, се разбира, неубо, нечисто, грдо, да речам. И ако јас вежбав во негова близина, викаше, што е онај тон? Кај го најде? Ниско беше или високо беше? Поправи се. И да ви кажам, секој која во денешно време, значи, би се уплашил. Не се плашев јас. Јас не се плашев, напротив, видев, ќе одам до крај. И јас реков ќе бидам веден из добро. Сега, во то време не бев толку свесен. Она што ми даде мене свест беше, ние го викаме денеска, мелодиски диктат. Тоа јас сватив дека можам и јас да бидам музичар. Професорот Мухамед во своите сеќавања се навраќа и на првиот совет кој го добил од таткото Адем. Ми рече вака. Ако сакаш да свириш класична музика, рече, ќе си вежбаш. Ако сакаш, рече, да свириш народна музика, ќе ја слушаш, ама, рече, во народната музика има нешто, рече, што се вика транспозиција. Ама, што е то транспозиција, сега, што е? Ама, рече, таа песна да ја си ја префрлиш од тоналитет во тоналитет. Мораш, рече, да знаеш, ако сакаш да свириш, мораш да знаеш почетен тон. Од секој тоналитет за секоја песна, почетен тон. Значи да си ги префрлуваш само нешто како таблица за множење е тоа. Кога би го тоа превел на обичен јазик, значи таблицата за множење, рече, мора да ја знаеш и од тоналитет во тоналитет да знаеш почетен тон во песната, инаку не можеш, рече, да свириш. И тој им беше најголемиот совет. Ден денеска, значи, и било кој музичар, ако сака некоја песна да свири, не може кај што сакаш ти, него од кај што ќе пее, пејачот. Нешто мене што ми остана вака и ден денеска се смејам со тоа, е нешто што ми го остави таткови. Тоа е, има една, се вика, местење на душица. Тоа е едно штиче мало овде што стои вака на виолинчето, во виолинчето внатре и стално кога ќе местам душица, обично таа паѓа од промена на температура или кога ќе смените житите и душицата паѓа. И треба да знаете да ја наместите. Не знае. Верувајте дека тоа професори не знаат. Тоа ме научи таткови и стално кога ќе местам душица и се смеам. Вие смешно, ева сега баш тоа го носам тука во джеп ми велеше таткови. Абе велеше со едно ортумче се мести. Како бе? Ајде го покажи ми и само вака ми направи, рече. Ела, рече, да видиш. И рече, еве го, рече, тој чвор. И рече, само ќе ја влечеш кон тебе или назад, кај што треба, рече, кај што си беше. И ми го научи онај музички чвор, ќе го наречам музичко обврзување и еве го, тоа веќе слободно, да. Значи, откако ќе наместиш душицата, веќе и нема внатре, ништо не се гледа, како што беше виолинчето, така си е. Со професорот Мухамед Бајрам не одминуваме и вечната тема кај музичарите, што е поважно, дарбата или посветеното вежбање на инструментот. Значи, генетска предиспозиција е, меѓутоа, треба да се развива таа генетска предиспозиција. Наследив, значи, гениот татко ми, тоа е точно. Сега, значи, јас ако не се развивав како музичар, како ученик, ќе бидам ученик за тоа време, моето детство е тоа, значи, ако јас не се развивав, ако не одев редовно на музичко, ако не се надоградував и таму да ги следам своите, да не ја слушам, не дај Боже, Котларова Македонка, мојот наставник по виолина, значи ништо немаше да биде од мене. Значи сето тоа мора да се поврзе и со работа. Значи ученикот мора да вежба. Значи јас морав да ја слушам нејзе како учител, како наставник,
Ма морав и да вежбам, значи тоа што ми го кажа, тоа јас да го навежбам. А не, сега ми каже наставничка, да, сега ќе затворам јас виодината и поќе не отварам за украс, ќе си ја гледам шуба и виодината. Не може. Значи мора да се вежба. Мора да се следи часот по солфеж. Се што се кажа, да се наследи, да се вежба дома, да се запиши. Се виодина исто. Вежбите, композицијата, концертот што ти го дава наставничката или наставникот, мора да се вежба дома, убаво, полека. Колку можеш? Не можеме сите да вежбаме по 2 сати или по 5 сати. Помалку, во тоа време, за основно, човек да вежба или дете, ученик, ќе речам, да вежба и пола сат, и 1 сат плафон, доволно му е. Мухамед Бајрам, исто како и својот татко, членува во музички ансамбли. Почнува во Охридски бисери, па заминува на школување во Сараево, станува хонорарен член на оркестарот на радиотелевизија Сараево. Во 1992 година по враќањето дома е член во групата Цар Самуил, а денес е во Охридска чалгија. Значи, после таа Охридски бисери, оидов на факултет Сараево и такви беа приликите, морав малку и таму да свирам. Не достига секој пат, има недостиг на пари и морав малку да свирам и таму. Свирев и таму и класична и народна музика. Класична свиревме во катедрала свиревме. Католиците сакаа многу класична музика, поготово во сабота и недела. И плаќаа за тоа. Обавезно имавме квартет и секоја сабота недела се свиреше таму во таа катедрала. Тоа така едно огромно искуство и сето тоа придонесе, ме примија во радиотелевизија Сараево како хонорарец, не како стално вработен, ама како хонорарец успеам да влезам во радиотелевизија Сараево. Се сеќавам на аудицијата беа Августин Мартиновиќ, па мојот професор по диригирање Јулио Марич и имаше еден македонец таму, Ристо Свирков. И тој беше во комисија и кога ме слушнах кога свирам виолина, ми рекоа, ти си за тука. Тука ти е местото. И да бидам искрен, јас планирав да живеам во Сараево, ама после таа војната 92-а, мислам дека беше, кога почна од тие покањата, тоа си успеав, некако заминав последен месец и си дојдов во Охрид. Кога дојдов во Охрид 92 година, тогаш влегов во тоаш претходно тие се вика Самуил, со моето доаѓање само си го се договоривме така да се вика групата Цар Самуил, пошто веќе стариот виолинист Стојан од Прелюбје веќе не можеше да се види, веќе беше доста стар. И јас го заменав, ама рековме да не биде Самуил, нека биде сега Цар Самуил, зашто сепак влезе друг човек, така. Јас бев како нова сила на Цар Самуил и така. Тоа беше мојот влез во Цар Самуил, таму, кој што знаете, Трајче Крстановски беше во тој Цар Самуил, Ѓоко Бандовски, Џавид Таир, братучет ми што свири на џумбуш и на аут, па Митко Калушевски и Аце Костовски беше на бас. Од долгогодишната музичка кариера Мухамед споделува и една анегдота. 90-тите години, се да не ја грешам годината, се случи да Виолета Томовска беше на брод оде во Охрид со едни убави гости, вип гости ги наречам. И свиревме со групата Цар Самуил. Виолета рече, ки испеам, рече, јас една песна, 2, рече, сакам да ме пратите, нема проблем. И го реков баш тоа.
рече ќе пеам Диги ди луди млади гојата ни рече мојата песна, рече што ми ја напиша Мате Груевски. Нема проблем, некој од кај сакаш, рече од Адор. И одма јас знаев. Го цвираме тоа се и самата таа дојде. А вели, да не си ти синот од левакот? Да, бе, рекол, јас сум. Рекол, како мислите? А рече, имаш нешто, рече, негово свирењето, рече, имаш. Си го малце копирал татко ти, а бе, реков, слушај, цел живот го слушав него. Затоа реков така, некој реков работи, ги свирам со неговите решенија што ги имал за народната музика и затоа така реков ти звучи, те подсетим реков на него. Татко ми реков, да бе рече, личиш рече малку на него, ама не толку. Ама рече свирењето рече ме подсети на него. Мухарем денес е професор по виолина во основното музичко училиште Методи Паче. Работи со ученици, а компонира и песни и ора. Вели задоволен е што и се посветил на музиката. Животот е песна. Кој како го сваќа. За мене животот е песна, мене животот ми даде она што јас сакав, она што јас сакав да бидам. Таа песната мене ми даде да го прошетам, ако не цел свет, ама пола свет го прошетав. Ево, виолиното ми даде да видам Австрија, да ги видам сите оние ски центри во Австрија, да видам Германија. Од градче во градче имам шетана во Германија. Да видам Холандија, да видам Италија. Тоа е сепак благодет. Да го видам целото ова сега, тогаш на Југославија беше Јадранско море, така? Цела Хрватска, сите оние острови, Хвар, Корчула, сите оние ги имам газено, имам свирено на Хвар. Значи, затоа, значи, јас сум благодарен на музиката, јас се сложувам со вас. За нас е животот песна. Можда има моменти кога сме во тешка психичка состојба, зашто животот носи и други проблеми, носи и убави и неубави моменти, не сакам да навлегувам во тоа. Ама кога ќе одиш на свирење, се забораваш. Мора да бидеш професионалец и да си ја завршиш работата за која си поиден тамо. Затоа јас велам, музиката си е песна, се сложувам со вас. Во стапките на дедото Адем и таткото Мухамед денес чекорат Арбен и Омер, и двајцата добри виолинисти. Сепак Арбен избрал професионално да се бави со музика. Безрезервна поддршка има не само од таткото, туку и од мајката Линда. Колку што можев, му ја всадив таа љубов кон музиката. Сега, денешните генерации ја сакат и тој го применува тоа што ќе му кажам. Послушање, вежба, свири и активно свири. Ево, сега има и група своја, свират во струга со романтик бенд. Свирите активно, иако вака овде заврши основа, значи, во Охрид, па средно заврши струга и сега е на факултет втора година во Штип. Му ја всадив таа љубов и се надевам дека еден ден ќе биде подобар од мене. Значи, не сакам да биде на ова ниво на кое јас достигнав, сакам да биде многу подобар и многу појак виолинист од мене. Професорот по виолина Мухамед Бајрам, син на познатиот охридски виолинист и учител Адем, силно посакува да се оствари оваа негова голема желба. Вели, ако тоа се случи, јас ќе бидам најсреќниот татко на светот. Весело со будалото засвирува едно охридско чанче.
Ама тој пусти Мастрикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се разтуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Воските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени праја и тога пропадна за мајко нас. Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви.